Нема да навлегувам во одредени периоди на нечиво владење, затоа што сметам дека тоа не е предмет на дискусија заради која што сме тука. Сме за ревизорски извештај од 2021 година. Јас многу внимателно го слушав тоа што го говореше министерот за внатрешни работи. И сега ќе ви кажам зошто кажав во моето излагање дека тврдам дека се уште тие лица кои што го правеле тоа грозно дело се уште на работните места. Се надевам дека ќе се согласите со мене. Истото прашање ќе му го поставам и на јавниот обвинител кој што денеска не е тука. Еве да ја прифатам и ја прифаќам во целост како пратеник Бојан Стојановски со лично име и презиме вашата забелешка дека ова се случува 20 години во изминатиот период. Еве ако сакате, јас лично со вас заедно ќе го потпишам тоа законско решение што ќе даде можност уште еднаш истражните органи да го истражат случувањето во 2012 година. Ќе го прашам Јовевски, затоа што не знам дали има таква можност, доколку има таква можност, како Љубомир Јовевски, слободно нека го земе тој извештај од 2012 година и нека постапи, и ако има такво случување, без разлика кој бил директор, именуван, едно, друго, трето, слободно ќе може да одговара. Еве и јас ќе ве поддржам со вас, а тука ќе треба да направиме измена во кривичниот законник, заради тоа што тој што бил тогаш директор, доколку направил употреба на службената должност, едноставно не може да биде гонет затоа што му застарело делото. Но еве повторно ви кажувам, ако е нешто до мене, јас и вие заедно ќе го потпишеме законското решение, ајде да го дадеме тоа како можност. Ако било 2012, ако било 2013, 11, 6, 7, без разлика. Ако сакате, сосема нов закон ќе напишеме јас и вие, да важи од 2006 до 2016 година. Тој кој што го сторил ваквото дело, не ми е гајле од која политичка опција е, треба да одговара. И треба да одговара по најстрогите можности кои што ги дава кривичниот законник заради работите кои што ги споменав. Од аспект на тоа, тие 7 лица за кои што говореше Спасовски Оливер, министер за внатрешни работи, за ниту едно од тие лица не кажа дека има одредено мерка оддалечување од работното место. Заради тоа што вие знаете, сте работеле во институција, ако има одредено прекршување, конкретно за издавање можеби еве на градежна дозвола, личноста која што е предмет на истрага, му се одредува суспензивна мерка за замрзнување на работното место. Такви лица има подоста кои што ние ги познаваме. Такви лица имаше и во ова собрание. Сега кој што им заврши предметот, утврдено е дека немаат одговорност, вратени се на работното место. Зошто се одредува суспензија од работното место? За да не може да прикрива докази и да влијае на сведоци. Дали такво нешто како мерка е изречено во клиниката за онкологија? Не. Ме разбирате за што ви зборувам? Тоа е она за кое што јас го разговарам. Затоа јас велам, не може, јас имам можност по деловникот да го повикам тука Оливер Спасовски, не ми е потребен. Тука треба да дојде обвинителот, бидејќи Оливер Спасовски кажа дека обвинителството е тоа кое што ги изрекува овие мерки. Дали за притвор, дали за оддалечување од работно место, сега ги нема. Сега ние отвараме истрага месец август по допрен глас од медиуми, каде што излезе прилог на две почитувани новинарки, чинам дека беа, дека се препродава терапија во Косово, и веднаш после тоа по тој допрен глас е отворена истрага, а не по актот кој што е даден во месец март од Државниот завод за ревизија. Тука е проблемот за кој што ние разговараме. Сега, ако имаме случувања во кои што директно сведоштвата на граѓаните, вие сте, гледам, ги координирате тие случувања со Рашела, повикувате сведоци едно друго, тие сведоци ќе укажат, затоа што таму ќе има и луѓе кои што биле оштетени од таа клиника. Ако некој направи одреден деликт, која е логиката да не биде оддалечено таму? Дури да се истражува и за финансиски криминал, дајте да ги оддалечиме тие 7 лица таму. Значи, селото ова случување од можноста некој да бара да се обезбедат дополнителни средства, до отсуство на протокол за залихи, до пропусти во пописот, до отсуство на протокол на доделување на биолошка терапија, до неставањето на можност да функционираат овие информатички систем се нечија одговорност. Тие луѓе треба да бидат таму дистансирани. Ако јас не сакам нешто да направам на моето работно место, не постои авторитет кој што ќе ме натера тоа да го сторам. Има работнички права. Во оваа држава има синдикати кои што ги штитат работниците. Тоа значи дека никој не бил уценет или притиснат да го направи тоа, го правил во согласност. Зошто? Затоа што сите тие средства потоа генерирале средства кои што завршувале во нечии џебови. Понатака нема да коментирам, само ќе ве упатам, еве на две страни од ревизорскиот извештај. Првата е страната 18, таму има еден датум во точката 6.2 и ќе ве упатам на страната 20 од ревизорскиот извештај, точката 7.2, ве молам погледнете ги годините и датумите и потоа ќе произвечете дополнителен заклучок. Благодарам.